Имено сметам дека на еден ваков извештај за ваква сериозна тема треба особено внимание да се посвети, особено кога имаме можност да зборуваме повеќе време на комисијата, затоа што општев впечатокот, дури тоа може да се потврди и со релевантни анкети на јавното мислење, каде што граѓаните укажуваат дека корупцијата е еден од многу сериозните проблеми на оваа држава, ако не еден од најсериозните. И токму во таа насока ќе биде и мојата дискусија, затоа што општев впечатокот и личниот мој како субјективен, како пратеник, со што имам намера и во текот на дискусијата тоа да го подкрепам и со аргументи, дека Република Македонија во моментов е држава која што е уништена од корупција, држава во која што имаме цел еден систем на институции, на функционери, на носење регулативи и закони кои што единствено треба да служат на корупцијата, а не да се борат против нејзе. Ке се сетам пред 6 години, токму мотивиран од вашата дискусија, кога одредени политички движења или движења мотивирани од одредени политички побуди, успеа кај граѓаните да креираат едно мислење дека ситуацијата во оваа држава е особено лоша, ниту имам намера да се повлекувам пред некои аргументи, ниту имам намера да бегам од нешто, затоа што сметам дека треба сите аргументи да се одбранат со силата на фактите кои што стојат позади тоа, дека ќе донесат правда, дека ќе донесат мир, дека едноставно ќе ја сузбијат корупцијата и сите тие движења, сите актери во тие движења беа особено фокусирани од тоа. Тука во Собраниево се читаа бомби, се ветува дека ќе има затворски казни, дека луѓето ќе одговараат пред правдата. И 6 години подоцна, и тогаш се цитира истите оние статистики кои што денеска ги цитираат пратеници од ВМРО ДПМН, односно сегашната опозиција. 6 години подоцна, не само што не е иста ситуацијата, туку е драматично полоша. И ова не е мој личен впечаток, ова е впечаток и на граѓаните. Ова е впечаток и на институцијата која што денеска пред нас има извештај. И ете и да речеме дека се согласувам со вас, а не се согласувам, ама да речеме дека се согласувам, дека тогаш немала комисија за спречување на корупција, дека тогаш била тивка, сепак оние мерења кои што имаме од Transparency International или од индексот на корупција на такви реномирани институции укажуваат дека тогаш државата била многу помалку корумпирана него тоа што е сега. И можеме да разговараме и по позиции, по функции, како што кажаа тоа колегите пред мене, мада јас на тоа нема да се задржам сега многу, дека немало такви случувања како што има сега. Затоа што сега е општ впечатокот на јавноста, не само на домашната, туку и на експертската, туку и на меѓународната, дека оваа држава во овој момент постои исклучиво за да бидат корумпирани високите политички кругови и за ништо друго. И тоа е факт. И од тоа ние не можеме да избегаме. Ние во моментов за прв пат имавме можност да сведочиме како висок тим од State Departmentот беше испратен тука за да ја скенира ситуацијата за да се бори против корупцијата. Дали тоа беше случај некогаш претходно? Не беше. Никогаш во историјата не дошол тим од State Departmentот кој што треба да ја помогне на оваа држава да се бори со корупцијата. Никогаш. Сега се случи тоа. Не сме имали никогаш можност да слушнеме амбасадор на Европската делегација во Македонија, неговата екселенција Гир. Имало порано амбасадор кој што критикува одредени политички случувања, тој бил почитуваниот господин Фуере, чинам дека му беше името, кој што потоа учествуваше во вашите митинзи, кој што укажувал дека некои политички случувања не се во ред и не биле во ред. И не биле во ред. Ја не велам дека тоа било во ред. Но тука треба да направиме една јасна дистинкција помеѓу две работи. Дали тоа што не било во ред требало да се промени или требало да се засили? Сега не само што не е променето, туку е засилено пута 10. И истите тие политички актери кои што тогаш ги правеле тие случувања да бидат актуелни, сега не само што не се санкционирани, туку се наградени. И му се подсмеваат на целиот народ. Сега може да излезе било кој тука и да вели вие пред 6 години. Добро, да прифатиме дека вашите тези се во прав, дека вие сте во прав. Зошто тие луѓе не се санкционирани? Приметувате како се подсмеваат со судовите. Само 2 случаи имало таква ситуација. Џон Готи и сегашниот ваш коалиционен партнер. А ќе го кажам и со име со презиме, зашто многу често еден од вашите аргументи се плашат името да му го споменам. Јас од никого не се плашам името да му го споменам и ви кажувам дека личниот мој мотив со политиката кој што се занимаваме да нема неказни. Апсолутно ми е гајле кој од која политичка партија.
Ако сгрешил, треба да се одговара. И она што јас ќе се борам, и тоа го кажам затоа што ова го пренесува во јавност, утре ќе се сменат ситуациите, некој мене ќе ме повика на одговорност, тој кој што ќе греши утре, јас ќе бидам прв кој што ќе го кажува со име и со презиме. Затоа што тоа еднаш треба да престане. И сега да се навратам на тоа, амбасадорот вели, не е во ред лепењето на европското знаменце на вакви закони, затоа што генерираат корупција. Овие закони кои што вие ги поминавте минатиот петок генерираат корупција. И тоа е факт, затоа што едноставно ние целиот правен систем на оваа држава, сите уставни норми, се она кое што било општо прифатено како позитивна пракса, го срушивме, не за да се градат проектите побрзо, туку да се даде можност за да тие кои што ги управуваат тие проекти бидат многу корумпирани. Ние имаме легализирано корупција во оваа држава. Добро, не го истретиравме како што треба. Ни стигна исто така изјава, соопштение од Европската комисија. И повторно ја тргнавме на страна, како да е неважно. Но за да излезе Некни Ковачевски, на поставено пратеничко прашање од мене, да ми рече, ти сакаш да се градат кинески или руски капитал. Видете колку несериозно. Сега јас сум бил проруски и прокинески, ама Ковачевски, кој што лепи европски знаменца на коруптивни закони, тој бил проеу. Ме разбирате ли колку се смешни тезите? Колку го подценувате народот кој што му ги пласирате овие тези со тоа што го зборувавте тука, или го зборувате како ставови на владата, еве да ви исклучам вас од ова. Ставовите на владата колку се смешни. Колку граѓани не може да поверуваат во тоа. Идеме се уште еден безобразлук плюс. Ако тоа било безобразно што се случува во време, колку е безобразно на Државната комисија за спречување на корупција да и пратите договорот Бехтелиенка и при тоа да не го пратите целосниот договор. Сваќате кое безобразие е тоа? Колку е тоа дрско? Знаете ли зашто е тоа така? Затоа што на овие кои што се 20 години на власт, тоа им е нормално однесување. Нормално однесување. И затоа најмногу е виновна мојата партија. И јас од каде што доаѓам, ВМРО ДПМН, затоа што имавме сила да ги спречиме, а ги земавме во коалиција. Тоа требаше да се спречи тогаш. Најмногу е виновна мојата партија, но тогаш имаше ред. Знаеа до каде може да одат. Сега нема ред. Сега тие кажуваат до каде може сите да одиме. Цела држава е во заложник на 20 луѓе, не на цел етникум, на 20 луѓе. Затоа што тие што се во таа политичка партија го малтретираат цел етникум кој што на сила ги гласа. Вчера имав можност да бидам во Делчево. Кога ќе поминете по зградите, ќе видите колку ролетни се затворени. Ама тоа не е само во Делчево. Тоа сега станува и во Кичево, и во Тетово, и во Гостивар, и во Арачиново, и во Липково. Токму ради тие криминалци. И сега вие му аплодирате и на вас ви е кул кога ќе дојде вице-премиерот и кога ќе каже радувајте се, ве молам, или овој ми личи на ово, овој ми личи на она. И сега вие мене ми кажувате за систем и борење против корупција, кога тој се дрзнува на официјален државен орган кој што го плаќаат граѓаните, кој што е задолжен за тоа да плаќа нецелосен договор. Кога се случило тоа? Еве еднаш кажете ми во историјата кога некој направил таква дрскост. Никогаш. Никогаш не направил никој таква дрскост. Нецелосен договор да платам на институцијата која што е задолжена за тоа. Дали приметувате како се подбиваат со цела институција? Како едноставно јас можам да го критикувам извештајот, ти ќе го критикувам извештајот, но едноставно ми се допаѓа во последен период како тоа и претседателката Ивановска и цела комисија нотира одредени неправилности. Приметувате како се подбиваат со нив? Како едноставно не ги сваќаат за сериозни? Еве ве молам, кажете ми, ќе споменам јас и име. Еве ќе го зборувам и за Никола Груевски, немам проблем јас со тоа, со ништо немам проблем. Дали сопругата на тогашниот премиер доби од државата државно земјиште по 70 денари? Не. И сега вие ќе кажете, ама вие ги киднапиравте медиумите. И за тоа ќе одговорам. И да излезе на медиуми и да даде изјава, не знам што се случуваше на таа седница на владата, не бев јас присутен. Па ве молам. Ве молам, престанете да го подценувате народот. Не знаел премиерот тоа што вице-премиерот му поминува на влада. Дури и да било така, да прифатам дека тоа е апсолутна вистина која што не може да се, еве кажам, успори. Па тоа значи дека првиот вице-премиер прави што сака во оваа држава. Тоа значи дека имаме уште посериозен проблем од тој. Дека тој може утре на седница на влада да усвои заклучок дека ние треба да се преименуваме или дека треба оваа држава да го смени унитарниот карактер. Тоа е многу сериозно.
Ама јас не верувам во тоа. Океј. И додели, нека ја со среќа, нека го користи. Второ, влегла во тој бизнис сопругата. Он вели, не знам, тоа се нејзини пари. Понатаму, гледаме дека ај тоа што се случи, господинот кога станал мандатар, уште заменик министар за финансии, доделил неповратна државна помош од 250.000 евра на фирмата каде што бил собственик, а каде што има неговиот кум. Па дали е тоа нормално, кажете? Вели, не знаев. Ајде што не знаел, само што станува премиер, па погледнете таа Pixel Group колку е товарена со државна помош. Па тоа е прво нелојална конкуренција. Тоа не може никој да го објасни на оваа држава. Тоа е само премиерот. Тоа е, ете, во овој момент, тоа што можам да се сетам, само премиерот кој што не е премиер повеќе од 17-18 месеци. Никој премиер претходно тоа не го направи. Никој. Дури еден Заев не го правеа тоа. Сваќате тоа колку е безобразно? И сега ставете се вие во позиција на еден обичен граѓанин кој што го гледа тоа на вестите. Едните велат да си даде оставка затоа што е корумпиран, ДКСК вели има одредени неправилности или нема неправилности, многу превземава да го работи случај. Извага премиеров и ни објаснува кинески и руски како да е ова цртан филм. И сега граѓаните тоа го гледаат. Кога премиерот тоа може да го прави, зашто па да не го прават другите? Идеме в случај број 2. Еве вице-премиер. Хотел на Попова шапка 50.000 евра. Ај што го зево за 50.000 евра? Истата таа фирма која што му го продава хотелот, во меѓувреме добива можност да биде подизведувач на една фаза од еден автопат. Тоа не е корупција. Тоа не е трговија со влијание. Но сите ќутат во оваа држава. Името на него никој не може да му го спомене. Фатен жив, брат му, дуќа во центарот на Скопје, за багателна цена, сите молчат. Излегува тука, навредува во собрание, истите тие финти, Груевски, Мијалков, еден, друг, трет, 6 години помина. 6 години помина. Ниту едниот, ниту другиот се тука. Едниот, знаеме како, Оливер Спасовски најдобро е запознаен за тоа како ја напушти државата. Вториот, во мериот, најчести гости сте вие, не сум јас. Може не, но председателот на вашата партија бил таму. Председателот на вашата партија бил таму. Па еве, јас ќе го споменам неговата екселенција, Джес Бели го кажа тоа, Стево Пендаровски го кажа тоа. Зашто тој човек му се одложуваат на апелација? Па сега ја ви тврдам, еве, отворено ви го кажам, сега е помоќен него што бил некогаш. Со сторени криминали, со судски пресуди, дали гледате како му застаруваат делата и вие сакате да ме кажете дека тука нема трговија на влијание? Јас ќе ви кажам и еден случај за еден ваш коалиционен партнер, кој што е по некој редот на нештата пратеник во собрание. Како судовите смешно му ги успоруваат еден на друг судските пресуди за земјишта во главниот град, само за да му наплатат. Тоа е јавна тајна. Тоа го извади почитуваната Снежана Лупевска, чинам во Котбеш или некој друг почитуван новинар. И сега тоа не е трговија со влијание, тоа е очигледна трговија со влијание. Да се вратам на вице-премиеров. Доделувани средства, без никаква набавка од неговото министерство, од владата на туристичката агенција на неговиот брат. И повторно молку. Повторно никој во оваа држава ништо не кажува. Али било пред 6 години било полошо, некој киннапирал фирми, едно, друго, трето. Еве за киннапирањето фирми да кажам. Ке ве потсетам на едно сведоштво на еден бизнисмен на ТВ Алфа, кога лично Вице Заев и Зоран Заев го повикале во владата и на сила пробале да го натераат да оттуѓи градежно земјиште до хотелот Хилтон во аеродром. Има лично признание. Никој од судовиве не го повика човекот да даде исказ. Му се закануваа по живот. И сега кој пробувал? Сега и едниве и другиве. Ако тој што пробувал да киннапира фирми тогаш, зашто некој не го повика на одговорност? Одговара за нешто? Не одговара. Едноставно како човекот си слободен човек. Што сака тоа прави? Ни се подсмева пред камерите во Македонија бев, болен бев, вамо бев, тамо бев. Кој го повикал на одговорност? Јас треба да го повикам на одговорност. ВМРО ДПМН го направи тоа што може да го направи во овие услови. Го избркавме од партија. Брутално го избркавме од партија. Зашто вие не излезете тука, не го повикате овој Јовевски, Јолевски или не знам кој све тука седи
и не му кажете, бе, човече, викнете го човеков да одговара за нешто. Но тоа не се случува. Ама пред 6-7 години било лошо. Еве ќе продолжиме понатака. Закон за солидарност. Треба најголемите компании во оваа држава да платат многу милиони евра данок на државата. Но освен едни компании. Тие кои што се формирале или направиле joint venture, здружување во последните 12 месеци. Дали знаете кои се тие компании? 3. Душко Заев, синот на Зоран Заев. Компанија за тргување со енергенси. Шкумбин Ахмети, син на Али Ахмети. Исто така. И тој направил компанија за тргување на енергенси, или на Ковачевска, сопруга на премиерот Димитар Ковачевски. И последен во низата, таткото на министерот за транспорт и врски. Ова не е корупција. Ова е легализирање на корупција. Не само што ќе направат профит, туку никој ќе не смее да ги даночи. Зошто? Затоа што се формирани во последнава година и затоа што се членови на семејствата на владините функционери. Често имаме исто така случај каде што и самиот вице-премиер за борба против корупцијата, Славица Грковска, ќе излезе во јавноста и ќе искритикува дали користење на службени возила, дали одредени дејанија кои што не се во ред, и тука завршува се. Едноставно нема од тој момент натака никаква разрешница. Не ја сметаа дека женава постои. Колку и да се труди да сака нешто да промени, не ја сметаат дека постои. Не зборам за државната комисија, зборам за овие во влада. Ете, излезе некни и вели користат службени возила на партиски настани. Можете отворете Кајартан Груби на Facebook, кога одеше низ Чаер, која има внатре партиски препирки, видете ги возилата. Погледнете ги возилата и ќе видите од каде се. И сега, зашто нема реакција за тоа? Или тоа не е корупција? Но она што се случува пред 6 години, тоа е корупција. Не можете така да имате двојни аршини. Повторно ќе кажам, ако тогаш се случило, да, не требало да престане и требало 6 години тие дејанија да се санкционираат. А не можеме сега ние да зборуваме во ваше време. Ве кажавте, не ги плаќаме медиумите. И за тоа протестиравте тогаш. ВМРО ДПМН ги плаќал, Груевски ги плаќал медиумите, партнери на медиумите. Зошто, господјо, сега поднесе вашата влада закон со европско знаменце за државно финансирање на медиумите? Го поднесовте во редовна постапка, една политичка партија поднесе амандмани. Зошто го поднесовте сега со европско знаменце? Комплетно истиот закон на ВМРО ДПМН. Каде се сега тие кои што беа загрижени да реагираат? Ги нема. И сега можеме да зборуваме за кредибилитет? Не. Кредибилитетот се гради со тоа што сега тоа што ќе го кажам на оваа седница, ќе го кажам и по 3, 4, 5 години. Немате кредибилитет да зборувате. Немате, едноставно, не вие како човек. Цела една постава на функционери кои што ја сочинуваат владеачката коалиција. Затоа што сега оваа држава е удавена во корупција. Затоа што корупцијата сега се легализира. Затоа што се што можете да видите, еве, по овие бројки кои што се и од извештајот на почитуваната Државна комисија за спречување на корупција, укажуваат на тоа дека оваа држава е удавена во корупција. Еве, индексот за корупција тука, ви го прочита колегата Ристевски. 111, сега сме 85. Па во времето никогаш не сме биле над 70 место. Не велам ја дека е добро. Ама гледайте каков напредок има. Зошто овој напредок? Заради тоа што и што се сега покорумпирани сите што ги управуваат институциите, туку и не се санкционирале оние претходно. Затоа има толку корупција. Еве да зборуваме за градоначалниците. Кажете ми еден градоначалник. Еден излезете тука, кажете ми со доказ, каде што има корупцијски скандал во било која општина каде што е управува ВМРО ДПМН. Излезете и кажете. Да, тој градоначалник има судирна интерес, има корупцијски скандал, проневерил, направил корупција, кажете ми еден. Не постои таков. Нема таков едноставно. Но, еве ви ги кажа колегата Ристевски, ние имаме од 3 генерални секретари на влада, 2 се под прогон, во притвор. И тоа, замислете како, не заради тоа што владата ги санкционирала, заради тоа што имаше сериозни укажувања од многу сериозни меѓународни партнери. Првиот си купил систем, кој што сам го патентирал, вториот, преку физибилити студија, се обидел да проневери средства за пошти или не знам што беше таму.
Сега за која корупција зборуваме ние тука? Зашто ќе зборуваме ние тука? Правиме муабет во држава во која што самите договори, односно се извинувам, самите закони или договори кои што се склучени се така концепирани да може било кој утре кој што ги управува тие проекти да пишува суми какви што сака и да изнесува многу средства од оваа држава. Имаме една споредба, една табела, помеѓу каков договор е склучен сега со корпорацијата Бехтел и Енка и направена разлика помеѓу Актор и Синохидра. Нели тие беа изворна корупција, едно, друго, трето. Нема ставка која што во тие два договора не била поповолна негова сега. Прво, имало и јавна набавка, односно распишан тендер за избор на изведувач, каде што компаниите може да конкурираат. Сега тоа не постои. Второ, сите цени кои што се склучени со тие договори се многу помали од тие цени кои што се склучени сега. Никаде нема случај во светов каде што се склучува договор не со точно наведени суми, туку со ТБЕ. Тоа значи дека треба да биде дополнително договорено. Каде го има тој случај? И навистина ми е мило, ако нешто ми е мило со тој договор, што едноставно експлодира како меур целата онаа лажна и онаа хипокритична представа дека некој бил корумпиран, некој се борел против тоа. Крај. Со ова само се докаже. И токму овој договор ќе има многу сериозно негативно наследство по вашиот политички капитал, зашто граѓаните ќе ве перцепираат по ова како владеачка коалиција. Ве перцепираат по приватизација и по стечајците, кои што ги избркавте на улица. Ве перцепираат по национални предавства, кои што без разлика колку вие се додворувате на политички или на странски дипломатски представништва, или мака му е на човек, има чувство на одвратност, кога ве гледа како едноставно без никаков дигнитет не ги браните позициите, односно ги распродавате позициите на оваа држава. И третото, ова е новиот македонски тат и новата македонска приватизација. Ова што го правите сега на оваа држава. И излезе една анкета вчера во јавноста, која што брзо беше успорена дека е лажна, каде што најголем дел од граѓаните на Република Македонија не го поддржуваат ова кое што се прави на ваков начин со вака склучени договори. Да, тие ги поддржуваат проектите, сите ги поддржуваме проектите, но едноставно не сметаме дека на ваков начин треба да се случуваат овие нешта. И тука не велам дека вие имате некакво влијание во истото. И најмногу ми е мака што многу невини луѓе го бранат ова кое што не може да се одбрани, но треба да ги прашате оние кои што имаат сериозно влијание во истото, тоа се премиерот и вице-премиерот. Немате вие врска да го браните ова. И не го браните ова, затоа што не можете да го избраните, затоа што едноставно некој од ова треба да испокраде пари. Ви кажувам отворено, а веќе можете да видите дека не се креира хистерија, туку впечатокот на јавноста е тој. Од како ќе бидат избрани подизведувачи, до како ќе бидат вршени плаќањата, ова е by the book договор кој што генерира корупција, кој што е потпомогнат од страна на властите на една држава. Исто така би сакал да искоментирам уште неколку други работи кои што се очигледно случување на корупција. Кога вие бевте тогаш пратеник, се правеше после изборите 2016 година и кога се случуваа сите тие транзиции, тука траеше една седница многу долго за еден јавен обвинител кој што ето од респект покоен е човекот, не сакам да му го споменам името. Сето тоа кое што вие го кажувавте тогаш како тези, можеме сега да го примениме многу посериозно за било кој што работи во правосудството. Дури еве да речеме дека имало неправилности, неговата поддршка во јавноста беше многу посериозна од ова што е сега. И тоа е факт. И ова не го кажувам јас. Ова го кажа анкетите на ИРИ. Ова го кажа и почитуваната незина екселенција, поранешната амбасадорка Кейт Мери Бернс, која што ја промируваше анкетата за рекордно ниската и засрамувачка доверба во судството од 8%. И тоа не беше само судството, тука беа и обвинителството, правосудството, кое што сега по последните мерења падна на катастрофално на 3%. И со последниве случувања, ова што се случило во судскиот совет, јас ви гарантирам дека е нула. Видете како се менуваат таму нештата. Од специјалното јавно обвинителство, кое што требаше да ги расчисти сите дела кои што се произлезени од оние
креирани снимки за нели висока корупција или како да се нарекуваше, па до целата онаа циркузијада, која што беше кулминација на вашето хипокритично однесување, лицемерно однесување, со издегување на театрални пресконференции, бирање на функции, кој што ќе бидел, како ќе бидел, укажување на тоа јавни амбиции пред граѓаните. Освен тоа што се дадоа тие снимани материјали на криминалци во подземјето за да бидат после уценувани бизнисмени и политичари, ништо од тоа обвинителство не излезе така како што треба. Ништо, апсолутно ништо не излезе. Таа која што го водеше обвинителството заврши таму каде што заслужи да заврши заради очигледна корупција. Еднава се мачи да стане обвинител, па ги критикува од овие сега и текна по 6 години, да ја покаже вистината која што не постои човек во оваа држава која што не ја знае. Дека се тргувало со влијание, дека системот бил корумпиран, сега бил корумпиран. Кога ги уживаше плодовите кои ја плаќавме со баснословни суми, не беше. Тогаш тие беа криминалци кои што секојдневно се макнеа луѓе по судови, кои што им биле нарушувани човекови права, кои што не им беше даван простор да ги припремуваат одбраните. Затоа што и Страсбур сега кажа дека биле нарушувани човековите права, тогаш беше добро. Сега кога не е ништо и кога не може ни тие кои што претходно ја поддржуваа да ја изгласаат за да дојде до одредена функција, сега бил системот компрометиран. Ајде тоа заврши, брутално, испотрошени пари, тука седеше таа господја, не сакаше да каже како ги се трошеле парите или едно или друго или трето, заврши како што и почна. Како што и ние кажувавме дека се што е криво насадено не може да порасне правилно. Ради тоа што самото обвинителство е формирано за политички цели и да притиска луѓе да плаќаат таму за да прават висока корупција. Одиме вториот пилар. Вилма Русковска. Јас сум пратеник 2,5 години и тука ние кога ја напаѓавме господјата Русковска, вие ја браневте. Ке ја расветлева криминалот, имало поддршката, видовме и таа господја како заврши. Исто за такви ниски страсти, задоволување на одредени именувања, во занес на моќ, на власт, го заборавив во притвор, но и во притвор, нема да коментирам, таа господја е минато. Потоа го гледаме овој Јолески. Тој човекот хибернира од кога стана кандидат за уставен судија. И вие тука се тепате за да го ставите него уставен судија. Зошто? Заради тоа што бил непартиски, а покрај тоа што не ми дава нивото да споменам кои се тука другите семејни релации. За кабинетите на претседателот на државата, за како ги коментираат однесувањата или политиките на ВМРО, да помене луѓе од негова најблиска околина, но нема да зборувам затоа што кажа дека не е. Потоа ги имаме оној Јолески тука, што е тој на совет на обвинители нешто таму, кој што секоја втора, трета реченица му е јас сум ненадлежен. Јас сум ненадлежен. Јас сум ненадлежен. Ама видовме сега дека во последно време и бил за нешто надлежен. Тоа е за сопругата на Абази и за синот на претседателот на Собранието. За тоа е надлежен. И сега со нетрпение го чекам тука кога ќе дојде, кога ќе каже јас сум ненадлежен, јас да го прашам зашто е надлежен и како тоа одлучил баш тие луѓе меѓу другите да бидат и именувани за обвинители. И кругот да го завршиме, има тука уште една инстанца која што се вика судски совет, каде што ја фалевте Дамева, кога дојде тука да презентира еден извештај, ја браневте, од штаб на СД сама директно во судски совет, како се работник, за тело кое што треба да ги оценува работите на судиите во оваа држава или да разрешува судии и обвинители. И можевме да видиме еден таков срам кој што приличи на сите политики кои што ги води оваа владеачка коалиција. Карање пред камери за функции, за влијание, за власт и моќ. Самата таа Дамева потоа дава изјава: моето разрешување ќе вознемери многу сериозни политички кругови, да имавме сериозно обвинителство, ќе ја повикаа да каже, затоа што ако не каже, тоа е соучество. Дојди господја сега, седни тука и кажи. Кои политички кругови? Дали имаш ти сознание? Ако имаш сознание, значи има тука две опции. Ако нема сознание, а го зборува во јавност, значи ја лаже јавност. Значи нема морален кредибилитет да биде на таа функција. Нема морален кредибилитет, зашто што ја лаже јавност. А ако пак има сознание, а ако не ги пријавува, тогаш таа е соучесник. И што сака она со таа порака да каже? Знам многу работи, проценете така како што мене ми одговара на управниот суд,
за да ме вратат назад, тоа што постапката не е согласно законот за општа управна постапка, или ќе почнам да зборувам во јавност. Приметувате со какви несериозни ликови си имаме работа. Вие што ќе го реформиравте судството, што ќе го отворевте како пупка. Ова е отварање како пупка. И внимавајте што се случува. Заменик на председателот на тој судски совет, кој што доаѓа до оваа клика од 20 луѓе кои што ја силуваат цела држава, си ја разрешува мртов ладен надвор од деловник, си дава оставка, си го именуваат новиот председател, кој што па да го гледате ќе мислите дека сте во некое реално шоу. Не ви е јасно дали човеков е сериозен или дали се подбива со целокупната јавност. Значи не можете да формирате правилен впечаток со кого си имате работа. И сега ќе седа во канцеларија, па мора ги проверува канцелариите. Многу несериозно за таква сериозна институција. И холандскиот амбасадор излегува, вели ги повлекувам средства од 1 милион евра и Пендаровски, кој што ќе направи се, како што ќе кажат овие од дипломатските конзуларни представништва. Тоа е фасада. Тоа е фасада. Тој нема мислење за ништо. Не го интересира. Ке чека, малку ќе направи некое си движење дека еве јас против СДСМ, против владава, јас сум самостоен, самостојно носам одлуки или размислам на тој начин, се додека некој кој што не го гласал не му шепне поинаку. Тогаш е друг човек. Прво ќе ве потсетам на ТВ24 кога го отфрли францускиот предлог, ќе бранеше истиот човек по 2 недели го прифати. Многу полош од првично предложението. Сега немало да ги подпишува законите за Бехтел и Јенка, немало ќе видел како е прв, так, подпис. И тој вели, не само што холандската амбасада треба да ги повлече, туку и другите треба да ги повлече. Но има тука една многу интересна. Јас се согласувам со таа негова изјава. Каде се оние кој што идеја кај председателот на Иванов се извинувам, да ја повлече аболицијава за политички случаи. Или тоа беше шарена револуција, па и Вилма беше таму. Каде се сега отидат пред канцеларијата на Пендаровски? Или ќе ве потсетам, вие бевте таму присутна, добро се сеќам за оној марш за правдата. Зоран Заев што го носеше на плато. Каде се сега тие? Ајде да направиме уште еден марш за правдата, па да кажеме тоа дека судскиот совет што го прават не е вред, но сега ќе кјутиме. Зашто? Затоа што овој господин ќе треба утре можеби да донесе некаква поинаква пресуда. И тоа го нема. И ако ова не е корупција пред очите на јавноста, што е корупција? Ако ова не е дерогирање на цел еден систем, што е тоаш дерогирање на цел еден систем? Ако тука беше актуелно изјавата на низината екселенција за нашите коментари за Бехтел и Јенка. Јас ќе ве потсетам на друга изјава, дека се загрижен исто така од нивото на корупција која што го има во Република Македонија, е дека едноставно многу милиони долари на даночните обврзници на Соединетите Американски држави се вложени во оваа држава, но дека од тоа нема ефект. Па нема ефект. Затоа што се што беше лошо претходно се стимулира сега да се продолжи. Зашто целиот тој нефункционален систем од претходно сега се надградува. Зашто таквите поединци кои што се однесуваат така во тоа време сега се неказнати и се стимулираат да продолжат да го прават тоа. Затоа што таквите криминалци од тоа време сега ви продаваат и ви се главните мислители и носење, односно ви продаваат ноу-хау во вашите коалиција за да го правите тоа што го правите. Не треба мене да ми докажете ништо. Јас и вие никогаш нема да се согласиме. На крајот денот за тоа земаме плата. Јас имам своји уверувања, вие имате такви верувања. Ке излезете вие на реплика во ваше време, јас ќе ви кажам во ваше време како било. Но еве да ги гледаме пулсот на народот и мирењето на јавните мислења. Граѓаните се си кажуваат. На крај јас сметам дека ова треба да биде нотирано како знак на будење. Не само кон нас како политичари, и на јавноста, и на амбасадите, и на сите општествени чинители во оваа држава, за да се разбудиме каде одиме. Зошто ова никаде не води? Ова е срамота веќе што се прави во оваа држава. Не постои друга држава во околината. Ја одговорно ви тврдам дека многу има сериозни индиции дека и во афричките држави кои што ги како синоним за неорганизираност и така натака, кои што се многу поорганизирани од ова што сме ние сега. Зашто ова на ништо не личи? Овде се знае. Обвинителен акт, судска пресуда, тендер, едно друго трево или денска безброј. Дрско и веќе не се крие тоа. Веќе не се крие.
вчера или завчера излезе уште една анализа од исто така еден think tank, една организација која што е невладена, која што ја навистина ја почитувам. Вели над 80% од јавните набавки во држава се склучени во 4 очи. Тоа не е корупција. Рекордно висок процент. Рекордно висок процент. И две компании доминираат. Едната во која што пранешен собственик е пратеник на владеачкото мнозинство, и другата Марковски доел ББ Борче, така нешто се вика. Таа компанија, Марковски, овој кој што беше претходно директор на Електрани на Македонија, ја растори оддавање на тендери во 4 очи. И замислете, ќе се посветел на семејството и сега ќе го спратете во Париз или не знам каде таму зама. Не само што нема да одговара, туку го стимулираат. Таму такви луѓе не сакаат, нема да добие агреман. Како што не доби ни Теута Арифи агреман од тие држави да биде амбасадор. Знаете зошто? Зашто знаат дека тука во сршта е корупцијата навлезена. Затоа што толку многу се корумпирани тие луѓе кои што не сакаат тие луѓе да се сретнуваат со нив. Нема да дозволи председателот на една Република Франција да има фотографија со еден криминалец кој што треба да биде повикан на одговорност, како што испокраде цел комбинат. Зашто да биде повикан? Зашто да има таква фотографија? Па тие се сериозни држави, знаат со кого си имаат работа. Не постои, би кажал, ситуација во која што оваа држава не е испокрадена. Можеме да зборуваме за се. Ќе зборуваме и за енергетика, и за јавни набавки, и така натака, и така натака, и така натака. 80% од јавните набавки во 4 очи. Првото нешто што го направивте кога дојдовте на власт е да го промените законот, да го извадите од тој цел простор бирото кое што беше надлежно да дава размислувања позитивно негативно и да дозволите набавки во 4 очи. Набавки во 4 очи се склучуваат во оваа држава. Парадоксално, не постои функционер. Ево слушам Некни Маричиќ како и се обраќа дрско на една колешка. Вие имате член од вашето семејство, па што не ја повикате заменик министерката за правда, па таа има сега кривична пријава за сторен криминал. Најдете друга институција каде што се направила веб страна за 75.000 евра. Не постои. 75.000 евра веб сайт, кој што не е изработен. Таа има кривична пријава. Таа има кривична пријава за сторен криминал. Каде е возможно, најдете ми еден функционер од времето на ВМРО ДПМН, или тој режим, криминален ваков таков, кој што има подпишана набавка со собствен зет за набавка на противпожарно возило од 750.000 евра. Не постои таков. И што е уште повеќе индикативно, тоа возило Загреб го набавило за 350.000 евра. Кај нас 750.000 евра. Тоа не е корупција. Па таквите работи не буткаат нас на индексот на корупција. Таквите работи. Тука пишува индекс на корупција од 67, 106, 111, 87 и 85. 85-то место за разлика од 2016 година вака најдобро, но никогаш полош од годините кога бил така наречениот режим. Катастрофа. Катастрофа. Понатаму. Да кажем и неколку збора за уште една друга работа која што е исто така индикативна. Имаше една афера Броило. Броило се викаше аферата. Таа беше за дека премиерот на оваа држава вмешан во бизнис за производство на струја кој што е вреден 26 милиони евра, во кој што се инволвирани државни тендери. И тука ДКСК неразбирливо за мене, не можев тоа да го разберам, вели нема основ за покренување на обвинение, а за овие процентиве за обвиненијата кажуваше и говореше господинот Ристевски, во кој што, внимавајте, компании каде што инволвирани се премиерот и лица блиски до него, исто така имаат предимство на добивање на државни тендери. И тоа е корупција. И тоа е она кое што оваа држава ја нагризува од внатре и кое што создава можност за недоверба во општиот систем. Не гледаат луѓе дека нешто ќе се промени. Едноставно, целата тие причинско-последователни процеси се поврзани меѓу себе.
тие кои што се во владата си доделуваат нивни на меѓу себе тендери, грантови, едно, друго, трето, тоа го легализираат преку мнозинството во парламентот и имаат заробено обвинителство и судство. И што и да се обидете да направите, доколку нема силен јавен притисок, за кој што во последно време па и силата на јавниот притисок не успева да ги премисли. Едноставно сметаат дека се помокни од се. Зошто? Народот ќе реагира, тие ќе ги украдат милионите евра од тој народ, ДКС ќе изреагира, обвинителството нема да покрене иницијатива за обвинение, судство и да покрене, гледате како што се случува со Рашковски, домашен притвор, шета по маркети, се одложуваат рочиштата, или ако се дојдат до апелација, се враќаат назад на повторно, па доцнат предметите. И затоа имаме ние очигледна корупција и расположение на неказнивост во оваа држава. И перцепцијата, ќе споменеме една анкета од Детектор. Таму имаше за корупција. Отворете ги слободно анкетите. Отворете ги анкетите, исто така ќе кажем и на ИРИ. Имате таму многу добра споредба. Кога се живеело подобро и дали пред 5, 6, 7 години имало толку корупција колку денес? Нема. Затоа што јасно им е на граѓаните. Еве ќе ви кажем еден друг случај. Две општини кои што ми се особено блиски, вака во мојата изборна единица, затоа можам да зборам за нив. Во општина Бутел, вие имате случај каде што метварка била набавена, истата метварка по истите спецификации, тогаш за дупло поголема цена него што е набавена сега. За дупло поголема цена. Еве, вие имате случај во општина Ѓорче Петров, каде што се набавија две машини за перење за 25.000 евра. Тие машини на слободниот пазар двете чинат 12.000 евра. Еве, вие имате случаи каде што игралишта се градат по дупло пониска цена сега него што се граделе претходно. Тоа е јавно, тоа може да го проверат сите. И сега, тука се гледа и на локално ниво колку било таа корупција распространета во сите овие институции на системот. И тоа е она што ги загрижува граѓаните. Затоа што во оваа држава има средства за многу повеќе проекти, ако не се краде. Но многу се краде. Ова е петти буџет, мислам дека и шести кој што ќе почне една држава, една влада да го троши. Кога ќе ги соберете кумулативно сите средства кои што се испланирани во централните буџети, особено овие рекордни високи од 5 милиарди евра, 4 милиарди евра, кои што се 75-100% поголеми од оние 2015 и 16 година, јасно се постава прашањето каде се потрошени тие пари и што се направи во оваа држава. Еве ќе зборувам за тој проект кој што вие толку го вулгаризирате. Скопје 2014. Ние сме идеолошки различни политички партии. За мене тоа е национална гордост. Јас сум многу горд што се изградија сите тие работи. Силно сум горд што се изградија сите тие работи. Затоа што утре, без разлика кој ќе дојде после нас, кога ќе ги види тие споменици во центарот на градот Скопје или тие институции, јас сум горд што ќе се сретне со тоа минето на нашата држава. Тоа што тоа е нешто што сме биле ние. Никој не може да го избрише. Портата, едно, друго, трето. Горд сум на тоа и не ми пречи да го признам. И дури ако го имплицираме или ако забележуваме за тој проект, сепак граѓаните кои се сега да излеземе од тука, гледаме дека нешто се направило. Дали треба или не, историјата ќе го одговори тоа прашање. Историјата ќе даде одговор на тоа прашање. И јас велам дека и вие се согласувате дека треба. Затоа што веднаш чим дојдете на власт не зборувате против институциите кои што се изгради. Не, него Бујар Османи си седи во нова зграда. Обвинителите, државниот архив, оние кои што работат во музеите, Министерството за надворешни, го спомнав, Министерството за финансии, никој не кажува против тие згради ништо. Не, тие се добри. Во собрание, во удобствата кои што ги имаат службите, пратениците, тие што се изградија, не, тоа не се зборува. Се зборува тогаш се правило корупција. Прво, никој не одговара за таа корупција. Таа што беше најповикана, видовте некни дека доби ослободителна пресуда. Нормално е тоа за вас. Зошто? Затоа што гласаше за измена на уставот со цел промена на уставното име. Нормално е тоа за вас. Ако имало скандали, зашто не биле санкционирани? Значи немало.
корупција. Ете се правеле тие работи. Се правеа многу автопати, многу експресни патишта, многу автобуси се набавија, многу возови се набавија, многу клиники се реновира, имаше проект за клинички центар. Што се направи во претходните 6 години што граѓаните може да го видат? Дали отпочнавте и завршивте еден автопат? Не. Дали направивте клинички центар? Не. Каде се парите на граѓаните? Тоа е многу прашање кое што треба да биде поставено. 6 буџети потрошивме, каде се парите на граѓаните? Јасно каде се парите на граѓаните. Испокрадени се, испотрошени се на мебел, на удобства, на службени возила, на тендери, на склучување договори со 4 очи. Ете, само минатата година, во основ на помош за ликвидност, 200 милиони евра само сме префрлили на Елем. Предпријатие кое што беше рентабилно, кое што беше профитабилно, сега е еден од најголемите државни загубари. Таму се парите на граѓаните. А знаете зашто? За да може тој што е директор на Елем да склучува набавки во 4 очи. Директно. За набавка на јаглен, за ископи, за договори кон трети страни, за да механизација врти таму, за да може тие кои што ја управуваат механизацијата да плаќаат баснословни суми, да пават возила низ битово. За тоа, таму идат парите на граѓаните. До толку ни е корумпиран системов, што до сега, освен, па би рекол, службеници кои што биле само извршители, кои што не служат затворски казни, се само санкционирани за аферата со пасошите. Тоа беше па дополнителен срам. Кажа колегата Ристевски, сметам дека нема потреба да се повторувам, добро е запознаена македонската јавност. И тие сериозни криминалци кои што доаѓале на територијата на нашата држава и кои што добиле македонски пасоши, нели јас сум бил прорусин, јас сум требал да одговорам за рускиот капитал. Не тој што потпишал со руска фирма за вршење на надзор, не оној што му дал пасош на олигархот Онишченко. Не, туку ние сме биле. Тие не. Не постои криминалец од таков калибар, како што каже и колегата Ристевски, кој што нема македонски пасош, од кој што еден од тие криминалци можевме да го видиме со пратеник од вашата коалиција, како гордо се шета низ улиците на Скопје со македонски пасош, со променет идентитет. Сакате да ми кажете дека тој криминалец отишол во полициската станица во Драчево да се слика под тој нов македонски идентитет, без да има посериозна политичка или полициска поддршка од тие кои што биле на шалтер. И сега мене ми е тоа исто така индикативно. Еве ДКСК, еве уште еден случај на директна неспособност или немање волја на превземање на никаков факт. Вака вика. ДКСК се извинувам, вика одлучи да достави иницијатива до владата за утврдување одговорност на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, бидејќи ненавремено донел решение за забрана на вршење на технички преглед на правното лице Вија Комерц, станица во која по утврдувањето на неправилностите технички преглед бил извршен и на превозникот Беса Транс, во чиј автобус во несреќа во Бугарија загинаа 45 македонски граѓани, а 7 беа повредени. И знаете што се случи со ова? Ништо. Ништо не се случи со ова. Нит некој даде изјава, како да не постои, трната на страна. А господинот Спасовски се спрема да биде кандидат за председател. Ете, директен приказ на тоа неспособност. Сваќате дека во оваа држава корумпираната мафија е посилна од институциите? А знаете зошто? Зашто се во самите институции. Зашто тие одлучуваат на кого треба да му се стемни, на кого треба да му се раздени, кој смее да краде, кој не смее да краде. Тие даваат амин за тоа кој колку може да украде. Тие именуваат директори на институции кои што не прават разлика помеѓу метеорологија како наука на мерните единици или наука за времето. Тие одлучуваат. И уште поохрабрени се кога ве гледат вас во парламентот како ги браните. Знаете тоа на што личи? Како случај во минатото кога многу пратеници, дури од мојата пратеничка група, бранили нешто што не се брани.
Знаете колку е тоа мизерно? Да доаѓа тука, гледате како недоветен, како се смее. Го приметувате? Како недовитен, како се смее. Се чувствува дека е посилен од системот. Дека на него се му е дозволено. Дека тие луѓе може да прават се. И зошто? Затоа што имаат поддршката од оние кои што слепо ги поддржуваат. Па имајте карактер, бе, луѓе. Еднаш угледајте се, например, еден пратеник од типот, еве ќе кажам, покрај тоа што сум имал многу жолчни несогласици со него, како господинот Балковски. Човекот излезе кажа, не е добро, престанете да ја гледате политиката како средство за богатење. Престанете да ја гледате политиката како можност за одредено поутронство кон одредена сериозна криминална група на луѓе. Заради тоа што сваќајќи ја политиката така, ние ја губиме суштината на оваа наша држава. И затоа народот ни се иселува. Како ќе им објасните, и пробавте да им објасните на македонските граѓани дека давате можност на една корпорација да се подсмева на цел еден систем дефиниран како устав, законски норми. Еве, што е она сега со платите од 36.500 евра? Во договорот изричито стои. Јас, еве, немам намера да седам тука и Артан Груби да ми раскажува договор. Немам намера. Нема да се понижам до тоа ниво. Или ќе ми го даде договорот да го видам, или немам намера да седам тука и некој да ми го објаснува договорот. Шанса нема да се случи. Но еве вие можете, ако имате безбедносен сертификат. Побарајте го, нека дое, проверете го, јас ќе ви ја кажам и точната страница. Минимум 5, максимум број неодреден. На консултанти за вршење на надзор, значи за ништо, не статичар, не градежник, не геодет, консултант за вршење на надзор кој што треба да зема плата од 36.500 евра. Тоа значи дека утре тој што е претседател на управувачки комитет може да одлучи и да им укаже на овие од конзорциумов, односно од корпорацијата, да ангажират 100 такви лица, кои што месечно ќе наплаќат по 36.500 евра. Тие 5 луѓе, да речеме дека се 5 колку што е законски утврдениот минимум, во оние 5 години колку што трае договорот треба да наплатат 11 милиони евра од парите на граѓаните. 5 лица за 5 години 11 милиони евра. Замислете колку ќе наплатат 100 луѓе. И тоа не е корупција. Корупција не е... Тоа е исто како што, еве, господин Джерновски се уште е ангажиран во проектната единица за Штипската болница, која што веќе 3 години Европската банка ви ги одзема средствата да ја градите. Таму е платата 1000 евра. Господин Джерновски треба да знае дека сега вамо, ако влезе и ако биде именуван за оваа функција, по одлука на управувачки комитет, 36.500 евра. Тоа е корупција. Тоа е јасно ставање до знаење дека сето она кое што се случува во оваа држава може да помине неказнето од тие кои што го водат системов. Тоа е разликата помеѓу двата система. Тоа е разликата помеѓу двата система. Затоа што тогаш, и да речеме дека не постоела ДКСК, биле тивки, биле вакви, биле онакви, да не навлегувам. Да речам дека можем да се согласам со вас. Сега имаме па уште попарадоксална ситуација, каде што Државната комисија за спречување на корупција реагира, а никој во оваа држава не сака да ја слушне. Ни евроамбасадорот нема повеќе авторитет тука никаков. Не го слушаат, едноставно не постои човек. Европската комисија укажува, не постои. Си тераат така како што они си зацртале, заради тоа што сметаат дека ете така. Така треба да идат работиве, да биде за лично богатење. Исто така, под лупата на ДКСК, Управа за матични книги, тендер од 480.000 евра доделен на штотуку регистрирана фирма. Тоа не е еден. Тоа е наплив на штотуку регистрирани фирми кои што биваат тендери за јавни набавки во нашата држава. Не е само еден. И тука сите молчат. Сега, да се вратам, веќе кога сме кај штотуку формираните фирми. Знаете ли зошто Оливер Спасовски не го издал ова решение? Граѓаните на Скопје добро знаат. Пред 5 години, само што политички се состави владата на СДСМ,
се одзема ингеренцијата на долгогодишниот спроведувач на возачки на испити за возачки испит АМСМ и беше доделено на фирма стара 3 недели. 3 недели фирма стара сега ги спроведува возачките испити на територија на град Скопје. Знаете со кого беше поврзана таа фирма? Со Оливер Спасовски. Што туку формирана фирма, тендер додевување одма. Тоа не е индикација за корупција. Или за тоа ќе молчиме. Не можеме корупцијата да ги гледаме, не можеме корупцијата да ја гледаме од страна на тоа на кој политички кампус припаѓаме. Мораме да ја гледаме како нешто кое што или се случува, или не се случува. Ама не можеме да замижуваме. Затоа што јас би сакал ние тука да дебатираме со две работи. Океј, како било во ред, го прифаќам аргументи. Но да зборуваме за тоа што е направено, што е превземено и за тоа што не е превземено за корупција. А не е превземено ништо. Сега ќе ви кажам и зошто е тоа така. Вели вака. Во 2021 година процентот на реализација на националната стратегија за борба против корупцијата било 20%, а 2022 година е 10%. Наместо овој процент да се зголемува, тој се намалува и можеме да претпоставиме дека во 2023 година реализацијата ќе биде 0. Па еве ова директно укажува како ние се бориме против корупцијата. Ова е директното укажување. Ова е директното укажување. Тие се фактите. Ви кажав неколку факти кои што не може да бидат побиени. Не може да бидат побиени. Затоа што корупцијата стана начин на однесување на ова владеачко мнозинство. Ради тоа што корупцијата е понирана во секој сегмент и во секоја пора на ова општество. Затоа што овие од господава од Transparency International го гледаат тоа. И затоа ве буткаат на ранкинг листите подоле. И немојте со оние да ми одговара премиерот тука на прашања ти Боки во тоа време, во ова време. Не ми дозволува нивото на тоа ниво да водам диалог. Срам ми е. Срам ми е. Дали приметувате дека сите одлуки кои што се носат во оваа држава се носат исклучиво за богатење на кликата на власт? Само заради тоа се носат одлуки, само заради тоа постојат институции во оваа држава. Ништо друго. Видете каква уште една дрска изјава, да ја потсетам македонската јавност. Чинам дека беше за вашата институција. Излегувате, укажувате, се борите во рамките на вашите надлежности. Тоа го можете, тоа го правите. Факт. И така треба да продолжите. И додека е вашиот мандат, особено би ве замолил за целата македонска јавност, најдиректни, најостри да бидете према сите оние вршители на должност кои што доаѓаат од опцијата од која што јас припаѓам. Ако можете да ја влезете и така да ги растресете општините, растресете ги до последен. Тоа отворено го кажам. До последен да ги растресете. Пратеници, функционери, советници, градоначалници, се што го носи презнакот на ВМРО-ДПМН, растресете го до последен. И еве јас ви кажувам тука. Многу би сакал во наредниот извештај да видам отворено случување на вакво поведение на некој од таа партија. Еве јас ви кажувам тука и ви ветувам пред целата јавност дека јас на тамо ќе седам и ќе барам оставка од тие функционери. Еве ја тоа го кажувам тука. Нема да го бранам, нема да се крием, јас ќе барам. Но еве да посетам на јавноста на уште една изјава. Излегува претседателката, укажува дека ова не е во ред, дека треба да се прави. Знаете каква изјава е вице-премиерот Артан Груби? Љута е затоа што не додели в простори. Го видовте тоа во јавноста? За каков дигнитет ќе зборуваме ние тука? Сваќате колку се подсмева и се подбиваат со цел државен систем. Сега претседателката барала просторија, овој не е одобрил и сега заради таа е прво сериозна господја. Како може така да си дозволи да коментира? Ме разбирате до кое ниво имаат забегано? И зошто имаат забегано? Заради тоа што вие тука им седите и им гласате се. До 9, до 10, до 11 часот на вечер тој не е тука. Нема тука пратеници од Дујеве, како што може да се примети. Но има тука кој што стрикно седиме да го браниме Артан. Тоа стана идеологијата на вашата коалиција. Не може тој да направи криминал колку што ние можеме очигледно да го браниме. Тоа ве прави различни од владењето на ВМРО-ДПМН. Тука е главната разлика. Тука е главната разлика. Затоа на наредните избори ќе бидете прегазени од граѓаните.
заради тоа. Не заради нешто друго. Тоа знаете какво прегазување. Вие сте пратени кога тогаш. Исто, можеби поубедливо од 2008 година. Затоа се прават сите овие сваломи, како да се купи ден повеќе за да се остане на власт. Ја разбирам, политика е. Едно, друго, трето, но почнува да се продава субстратот на една држава. Она кое што елементите кои што ја прават држава. Приметувате како се подбиваат со целокупниот систем. Имате вие случај каде што именувам обвинител за организиран криминал. Прво, не можеа 3 дена да го откријат кој е човекот. Потоа, тој момент натака нема дадено ниту една изјава. Второ, неговата сопруга избрана за обвинител. Така беше нешто. Сега, кажете ми еден председател на суд кој што не е член на партијата ДОИ. Не постои. Нема таков. Тие го контролираат цел тој правосуден систем. Само заради тоа што некој седи тука и им ги поддржува сите криминали. Не е ова дали сада само или некој друг ќе остане на вас. Ниту дали некој ќе дојде. Затоа што го рушат системот на оваа држава. Знаете, преметете им ги репликите. Ке видите што ќе биде или што ќе видиме дека ќе биде. На кого тие се закануваат? Кој мисля дека некој им се плаши во оваа држава? Кои се тие премиси и закани по медиумите? Па прво гледате како се однесува председател на собранието. Па треба, ние сме должни тоа да го трпиме од некого. Цела држава треба институциите да бидат нивни заложник. Зошто да бидат нивни заложник? Зошто да бидат нивни заложник? Зашто ние во оваа држава еднаш да не им кажеме не, доста е. И ке им се каже не, и ке им се каже доста е. Ама некако во 2020 година ајде ќе се пукаме по медиуми, ово испил 2 раки, и после тоа не. Тоа е веќе завршено време. Со тоа ќе се заврши. И јас многу често го споменувам тоа, кога ќе кажеме ќе има одговорност, не е тоа закана, затоа што верувајте ми, никогаш нема да го правиме тоа што вие го правите сега. Политички што носите луѓе по судови, што се исмевате, кои што ги носите со камери да ги снимаат, како со лисици ги носат, што им ги прекршувате човековите права, не. Нема да биде тоа така. Но ќе имаат фер шанса да се бранат. И ќе има обвинение. Затоа што така треба да функционира системот. Не белосветски бандити и криминалци да се шетат по собраниево, кои што потоа ги убиваат наркокартели за трговија со дрога. Не. И замислете, сега ќе видиме пратениците како ќе одлучат тие карактери кои што шетаат по собраниево. За тоа биле употребувани, да оценуваат, имаме ние живи сведоци. Пратеници, кои што се во многу сериозни години и кои што кажуваат како биле притискани и од какви карактери, и возени во возила, и едно, и друго, и трето. Таквите лица кои што шетаа по собраниево, каде што во секоја нормална европска држава треба да се поднесе некој оставка. За тоа биле викани тука во собранието, тие се тие притисоци кои што владава планира да ги прави. Не постои криминалец кој што не бил осуден во изминативе 5 или 6 години, кој што не е стикан со Спасовски, со Џафери, со еден со друг, со трет, не постои такви. Затоа што директна е спрегата со криминалот, со политиката. На тоа треба да му се стави крај. И ќе му се стави крај. Затоа што немате вие проблем со нас, ки излезете вака било, така било. Смешни сте во очите на јавноста кога го зборувате тоа. Не ви веруваат. Мерцедесот бил ваков, таков, онаков, овој да лежи, оној да лежи. Лежи поранешната министерка за внатрешни работи. И ве направи тоа позадоволни и посрекни. Ја реши корупцијата во оваа држава. Па знаете што е Оливер Спасовски за таа господја? Пабло Ескобар. Гледате дека сега истите тие кои што повикуваат на нејзиното апсење, повикуваат на основни дека бива дискриминирана. Ете ја господјата лежи. Ете ја господјата си лежи, детето си расте без мајка, господјата е таму, ни А ни Б. Океј, ако требало да биде така, така некај. Каде е Мерцедесот? Нели ќе се купува амбулантни возила? Каде е Мерцедесот? Јас ќе ви кажам каде е. Отворете на почитуваниот медиум 360. И таму има еден многу убав прилог за злоупотреба на службени возила. Кој каде го возел е. И имате прилог дел пред централата на СДСМ. Видете со кое возило доаѓа Ковачевски. Вие не присуствувавте, имате уште еден видео прилог на лидерската средба кога доаѓа Димитар Ковачевски. Видете го возилото со кое што доаѓа Димитар Ковачевски.
Тоа е Мерцедесот. Тоа е Мерцедесот. Но министерката лежи во затвор, а го возат Заев и Ковачевски. Тоа што е, ако не е свесно премолчување на корупција? Колку возила се купија од кога таа жена е во затвор? Стотици возила, службени возила. Стотици службени возила се набавија и ДКСК и за тоа има упатување во јавноста дека не треба да е така, дека не може секој што ќе дое функција да набавува ново возило. Стотици возила се набавија, но еден лежи во затвор. И сега тоа е справување со корупција во држава? Не е тоа справување со корупција со држава. Не е тоа систем на кој што треба да се повикаме. Тоа народот го гледа. Затоа од 3-40% доверба во правосуден систем се имате само 3. Заради вакви циркузантски работи. Ради тоа што прво нешто што направивте, оние кои што ги носевте нема правда, нема мир на 17 мај, ликовите на тие луѓе, едниот од нив е Сашо Мијалков. Јас ви кажав дека немам проблем со споменување на имиња. Прво нешто што се направи, се промени собственоста во хотелот на Плоштад. Таму сега има и друг собственик. Кој што ево сродство по прва линија со Зоран Заев. Многу често од пратеници во одат во Зоран Заев во таа негова канцеларија во Струмица. Прашајте го како му оди сега во хотелиерството. Немаме ја проблем со тоа да го кажам. Затоа што ќе видите како се решаваат тие работи. Ќе видите како се решаваат тие работи кога во оваа држава тие кои што се честни суди и обвинители ќе добијат можност да ги управуваат институциите. Ќе видите како се решаваат и тие работи и како се проверува собственост. И како тие кои што имаат промена во собственоста или како се носи експресно закон за потекнување на имот, од каде им е, на оние што влегуваат голтари во политиката, што излегуваат милионери. Да, ќе има и за тие закон посебен како од голтари во политиката станале милионери. И нема да има тука преговори овој да ни донесе пратеници. Не, тоа нема да го има. Тоа нема да го има. Туку ќе си има професионални правосудни инстанции за кои што ќе помогнат и нашите меѓународни партнери и имате целосна постапка, односно слобода да правите постапка и да формирате предмети за висока корупција. Не како Катица Јанева за еден мебел. Не, така не. Тоа е олицетворење на ова време. На време во кое што уште еднаш ќе покаже и ќе остане наследство во политичкиот милост во држава како едни измамници и сваткоречеви манипулатори, данаици, затоа што има една популарна пословица каде што вели не верувајте им на данаиците кога и дарови ви дарат, успеваат да превесуваат жени преку вода. Граѓани, ние не се занимаваме со тоа. Не. Вие можете да зборувате што сакате во колективната меморија на овој народ. Дека ние кога бевме на власт градевме и реализиравме проекти, и правевме реформи, и правевме дела, и токму затоа ве прегазивме сега на последните локални избори. Затоа што граѓаните и покрај целиот подкуп, и покрај целите притисоци, знаеа кој ќе направи повеќе за нив. И тоа го знаат сега. Тоа го знаат сега. Дури ако не верувате во тоа, еве ви уште еден начин да го провериме тоа. Доколку Димитар Ковачевски си го одржи ветувањето, и доколку Благој Бочварски си го одржи ветувањето или владата, дека еве прво Кичев Охрид ќе го заврши до 2023 година или ќе се дадат оставка, и си дадат оставка, или доколку не успеат уставните измени, ајде утре да ги гласаме уставните измени. Ќе се даде оставка, ќе идеме на избори, можеме вака да направиме. Можеме да идеме на двојни избори. На двојни. Сите градоначалници до еден избрани од ВМРО ДПМН или со поддршка на ВМРО ДПМН, дури и оваа од Скопје, да си поднесат оставки. Сите до еден. Не, ете, да се договориме, јас ви гарантирам дека сите 50 на градоначалници на ВМРО ДПМН ќе си поднесат оставки. Сите до еден. И да идеме на изден на избори. И на предвремени локални избори да идеме, и на предвремени парламентарни. Ако сакате и вашите од СДСМ, еве, окей, коалиција сте. Начело со од Струмица Коки. Тој, сите, оставка. Уште поубедливо ќе бидете поразени во тие општини. Уште поубедливо ќе бидете.
згазени ќе бидете како коалиција. Затоа што граѓаните знаат со што се соочуваат тие луѓе, што наследија во општините, колку се украде и што е направено сега. Затоа што граѓаните знаат какви голтари влегоа вашите градоначалници, какви милионери се сега. Затоа што граѓаните ги гледаат како влегоа со едни кафеави кондурчиња и со едно сакоуче од чоја за билиард, а како сега имаат X шески, X петки, имаат станови, имаат хациенди, како носат мајци од 300-400 евра. Граѓаните тоа го гледаат. Како не постои градоначалник кој што загуби, него вработивте во МВР. Тоа дека сака треба да го провери, еден мој јавен апел до нив. Како може еден кој што има средно образование, не знам ни ја, што да е вработен како форензичар, хемичар во МВР? Тоа нормално е, тоа не е корупција. Зошто Борис Георгиевски од Гази Баба, како бил тој вработен во МВР, без при тоа министерот да оцени дека не му потребен оглас? Или сега ние станавме FBI, па сега тие што сме ги фателе како аквизиции криминалци, тие ќе не учат како да ги ловиме од вие сега функционериве, затоа што нема општина каде што не се фатени за криминал. Се крадело од Бандера. И сега тие вработени во МВР. И замислете, уште еден случај, да не биде дека сум сватен само дека ВМРО ДПМН. Како е вработен господинот Жика Стојановски, градоначалник поранешен на Илинден, од редовите на ВМРО ДПМН во МВР. И вчера е именуван на висока функција. Ајде тоа да го провериме. Од ВМРО ДПМН беше господинот. Да не ги двоиме. Ако не може се јас да бидам лицемер како вас, Борис од Газибаба, од СДС, може Жика од ВМРО. Не, ајде да видиме и за него. Ајде да видиме. Така се вие ќе ни кажувате. Па кога било тоа случај во тој период? Никогаш. Е ради ова. Е ради ова. А ради тоа што пред година и половина Нефи Усеини од Дуи го силуваше цел град. Ради тоа што за прв пат имавме опасност од УНЕСКО да го одземе заштитниот статус на градот Охрид. Затоа што тепаше кого стигне. Тепаше советници во општина. Затоа што никој не смеевте да му писнете со тие, како ги вика, платформи. Затоа што направи дивоградба во сред град кај Чинарот, пицерија. Една година и половина тој бандит не смее да припари во општина. Сите дивоградби му се тргнати. Значи можело, така? Само требало да се сака. Не може да се решаваат такви бандити кога Венко Филипче се слика до нив. Не може такви бандити да се решаваат кога стојат до вашите кандидати за да бидат избрани за градоначалници. Не може. Тоа ви го кажа народот на последниви избори. Тоа беше коалиција на народот против криминалот. Сега е уште повеќе засилена. Така вие ја водите политиката. И секогаш, да знаете, секогаш народот многу добро и мудро знае да оцени. И да одлучи. Никогаш не сгрешил народот. Секогаш знае. И затоа ве казнуваше 11 години поред. Само беше прашање колку ќе изгубите на избори. И вие добро знаете, затоа што сте биле протагонист на сите тие избори. И кога тоа вашиот претседател на вашата партија, дури еден конгрес што го направивте, па Тито Петковски ви кажа дека и тука сте направиле криминал. Конгрес на партија, не па некој друг. Да не зборам за државните институции. Можеме да зборуваме и за централен регистар, и за ПУИК, и за тоа можеме да зборуваме. И за тоа можеме многу сериозно ќе зборуваме како директорката не знаела кога давала одобрение на бугарските здруженија. Многу сериозни индици имаме тука. Многу сериозно ќе зборуваме, затоа што сме одлучени еднаш да ставиме крај на оваа корупција. Чим се приватизира и се прават такви дејанија на конгрес каде што претседателот на партијата укажува дека не е добро поранешниот, тогаш па можам да кажам. Дека тука имало дејанија на исфрлање на едни, на други, на трети, на пратеници, на други. Сите тие случувања што се случувале во собрание, за кои што можам тука да кажам дека имаме поделени мислења, се случувале под патронство или во сојузништво со вашиот сега коалиционен партнер. Секаде, дури и онаа 2012 година, која што вие се обидовте да направите државен удар со неносење на буџетот. Многу често заборавате една работа. Знаете зашо беше ставен извештајот на пленарна седница? Затоа што го потпиша Талат Џафери. Така беше или не беше така? Господинот Маријанчан не сакаше да продолжи да ја води седницата, зашто не сакаше да учествува во антидржавен елемент. Горан Мисовски ја водеше.
Го испратија извештајот до Министерство за финансии, потпишан таму Талат Џафери. И тоа даде основ да Трајко Велјановски го стави на дневен ред на пленарна седница, каде што вие тогаш Бранко ви кажа сад или никад да ги укочиме комплетно, дури и тогаш застанавте против вашиот народ. И затоа во 2013 година ве девастираше на избори. Ве згази. 2014 година уште еднаш, репете. Ете да речеме дека изборите биле крадени. Тоа е ваше тврдење. Кој одговара за тоа? Кој одговара? Јас ќе ви кажам кој одговара. Презимето на координаторот на ДУИ претходниот Ејуп Алими. Тој одговара. Тој одговара за изборна кражба во Чаир, за фалсификување записник. Не одговараат овие што 11 години ги крадели изборите. Еден нема обвинет. Ако ги краделе, дајте да одговараат. Викнете го оној што чека да биде уставен судија со ваш глас во собранието. Кажете му, дајте, ако го сакате мојот глас, обвинение истрага за крадените избори. Нема такво нешто. Не постои такво нешто. Ама има нешто друго. Крадени избори. Двајца градоначалници, поранешни за среќа, тоест еден сегашен, фатени како делат подкуп. Фатени од полиција како делат подкуп. Тоа го има. Го има Коки Костадинов со пакетине. Тоа го има. Тоа го има. Има случаи каде што во Новосело, општина Новосело 2017 година полиција седеше и не дозволуваше да припари некој додека не ги дадат гласовите. Има случај во Ѓорче Петров, јас ќе ви кажам и улицата точно и го знам и ликот. И ја го знам и ликот, ќе ви го кажам, каде што полициско возило стоеше пред неговата куќа додека даваше подкуп 1000 денари. И за тоа ќе се одговара. Постои полициски записник од 2020 година од парламентарни избори, еден што дели подкуп во Ѓорче Петров е уапсен. Прво му беше одредена мерка 7 дена притвор, потоа му беше укинат. Тоа е купување на избори. Ете, тоа е она кое што граѓаните го приметуваат и тоа е она кое што оваа држава не е дозволува да оди напред кон европските институции. Не е тоа промена на устав, не е тоа прифаќање на внесување на малцинства во уставот, затоа што нашата теза е општо позната и е јавна. Дека дури и тоа да го направиме, нема да бидеме членови на Европската Унија, затоа што 4 или 5 многу сериозни држави од Европската Унија не сакаат да бидеме таму, затоа што не перцепираат како корумпирано дуво на корумпирани политичари. Затоа што морате да разберете, ја не знам дали сте имале вие искуство, верувам дека сте имале повеќето од вас, кога ќе отидете на одредена студентска просвета таму, кога ќе влезете, тие луѓе знаат кој седи спроти нив. Тие луѓе знаат како што вие добивате од службите од собранието, кога имате посета на некои би рекол парламентарци или работни групи тука, ви даваат кратко сиже да знаете со кого се сретнувате, така и на нив им даваат кратко сиже да знаат со кого се сретнуваат. Со кого се сретнуваат тие граѓани? Со министер за надворешни работи кој што е член на Камора, на Коза Ностра, на тријади, на јакузи, на криминални здруженија, па не сака да си имат работа со тие луѓе. На вице-премиер за преговори или за европски прашања, кој што од него до неговото најблиско обкружување е вдомено во државните институции, па нема да се седнуваат тие со вас. Тоа е лицето на државата кој што вие го прикажувате. Премиери, председатели на влада кои што се натовариле себе си со каква сети не државна помош, грантови. Зашо да седнуваат тие со вас? Така не перцепираат тие луѓе таму. Кога ќе седнеме Каршинив, така не перцепираат тие луѓе таму. Ете, 6-та година, истото е се. Ниту е една препорака усвоена, ниту нешто во таа насока помрднато, само тонеме во корупција. Истото и тие го добиваат ова со индексот на корупција Transparency International. Исто и тие го добиваат она кое што е поведение со европските знаменца. Јас некнија искористав приликата лично и еврокомесарот за европроширување во неговиот кабинет Оливер Вархеј лично да го известам за тоа што се случуваше со европското знаменце. Човекот се почуди, не му беше јасно зашто, па имав потреба, требаше да му го објаснувам процесот на носење на европското знаменце, за тоа кое што се случува. Тоа се случува во оваа држава. Системска, озаконета и институционализирана корупција.
Откаде што едни крадат, плячкаат од овој народ, злоупотребуваат власт и моќ, за други да ги бранат, мислејќи дека ќе се одржат ден повеќе на функција. Затоа што суштината на оваа држава веќе одамна престана да биде кој тоа ќе биде на власт. Не е повеќе важно веќе. Разберете дека ова е крајно. Разберете дека ние сме држава во која што наместо да се секира на кое место ќе биде на doing business, како да имаме подобро здравство, како да изградиме подобри болници, како да бидеме потранспарентни во регионот, како да водиме на топ листите на сериозните меѓународни институции, ние станавме држава во која што нема сведителства, затоа што некој треба да го добие тендерот и да ги испокраде парите. Станавме држава во која што Арберија дизајн треба да ги добие сите тендери. Станавме држава во која што лица од најблиското окружување на премиерот треба да приватизираат државно земјиште за 70 денари, каде што е нормално претходниот вице-премиер за економски прашања да дојде на функција да си ги испосмени сите закони кои што го делегираат работењето на нивните компании, да си даде оставка и да го зголеми личното финансиско портфолио по 3 пати. Станавме држава во која што е нормално секој кој што ќе дојде на власт да плячка и да краде од народот, дека е нормално сите од најблиските обкружувања на владините функционери да отвараат компании за тргување со енергенција. И станавме држава во која што е нормално високи функционери да плячкат, да се подсмеваат и да испраќаат некомплетни податоци до државните институции. Станавме држава во која што просечните македонски семејства, без разлика од која националност, сега ќе направам споредба, од македонската националност гледаат дека е едноставно безпотребно да учат, кога секакви неписмени локални шерифи кои што се членови на СДСМ и на коалицијата успеваат да стигнат до функција да испокрадат и гордо да се шетат со рацете во джеп по локалните кафулиња и при тоа да се подбиваат со граѓаните кои што ги гласале, кои што се натоварија со станови носејќи урбанистички планови или крадејќи, па потоа подбивајќи се со целиот систем дека се тоа пари од мекици на деца. И вториот, дечињата или семејството од албанска националност, како чекаат да наполнат, па и нечесто и пред да бидат полнолетни, фаќаат усвет во Швајцарија, Германија, во Западна Европа, при тоа оставајќи ги куќите кои што се градени со пари од диаспора и на грб на печалбари кои што животот го оставиле во Западна Европа, да избегаат од државата, зашто ги гледаат оние голтари кои што се шетаа со едно ранче и со едно јакниче, како носат патики од 25 до 30.000 денари. Патики со кои што во државни институции играат фудбал, играат баскет. Како оние голтари кои што носеа ташни и ранци на високи политичари, сега станаа мултимилионери. Како тие немаат пари за авионска карта до Цирих, туку идат со автобус, од наплатна кај Желинојот или меѓуградската во Скопје, а овие возат автомобили од 100-150.000 евра. Како ставаат снимки и слики на Инстаграм кои што чинат по 2-3.000 евра месечно, ставаат описи 007, рацете во джеп, пресадуваат коси, носат брендирана облека, додека овие не можат да сврзат крај со крај. Таква е оваа реалност во оваа држава. Таква е оваа реалност, а еве за крај, сакам да му кажам на македонскиот народ дека корупцијата тука е двосвојна. Првиот степен е на тие кои што го дизајнираат системот за да крадат и безочно да дрпаат од македонскиот народ, а вториот степен е оние кои што тоа им го аминуваат, кои што им ги слушаат, им ги гледаат криминалите, но сакаат да имаат дел од ковачот и затоа климаат со главата. Секој кој што се занимава со политика, на крајот треба своите политики да ги преиспита пред народот. Еве сега, на наредниве избори, ќе имаме одлична историска можност дали народот и како народот ќе го испита сето она кое што се случуваше во изминатиот период во оваа држава. Дали она зло, кое што 6 години, базирано на хипокризија, лаги, врткање на кичма и криминал,
е секојдневието во кое што граѓаните сакаат да живеат, или дали тоа никогаш нема да се повтори. И наредните избори немате да имате никаков аргумент на оправдување како што немавте ни на последните локални избори. Сите институции се киндапирани од вас, сите институции вие ги управувате, многу црни пари ќе ги соберете повторно како што 2020 година над 20 милиони евра истуривте на теренот, цел полициски апарат ќе биде вас. Имате јавна понуда министер да ви биде Оливер Спасовски, да нема техничка влада, да не постои ништо и да излеземе на мегдан и народот да одлучи. И народот е мудар и народот ќе одлучи. И за многу работи наредните избори ќе бидат нов почеток или крај кој што никогаш повеќе нема да биде реактивиран. Тоа ќе бидат наредните избори. На крај на целото ова одвратно политичко миле кое што е инструирано само да создава криминал и ништо повеќе. И жалам што успеавте Македонија да ја донесете како држава која што припаѓа во Европската унија, како држава која што е центарот на Балканот и географски е во Европа, 400-500 километри оддалечена, па може би рекол и 200-300 од држави кои што се многу средени на едно ниво на Централна Америка, каде што тие што имаат пари може да се однесуваат како посилни од системот. Тоа вие го направивте на оваа држава. Се што кажавте, излажавте. Се што ветивте дека ќе го направите, не го направивте. Се што кажавте дека ќе го спречите, не го спречивте, туку му се приклучивте и го правивте посилно. Токму затоа уште еднаш укажувам дека овие сите забелешки кои што ги имаме пред нас во овој извештај нема да бидат исчезнати, ќе бидат тука и утреден некој ќе ги повика на одговорност и тие кои што се нотирани во извештаите, тие кои што се чинители во скандалите, а уште посериозна одговорност ќе имаат оние кои што сега биле во судските и правосудните инстанции и не презеле ништо, при тоа давајќи им кураж на овие кои што создаваат и прават криминал да бидат заштитени од системот. Благодарам. Благодарам. Ќе ми извиниш, Бојан,